Со екипата на телевизија Скопје ја посетивме населбата Шуто Оризари, Шутка или Весела долина, како што ја викаат незините жители. Но, причината поради која посетивме оваа населба воопшто не е весела, дури можеме да речеме дека е тажна. Појавата на одведување малолетни деца во Италија поради просење и кражба датира уште од 70-тите години. Италијанците, како што ги нарекуваат овде, се претежно малолетни деца кои биле принудени да ја кренат раката за милост. На состанокот што го одржуваат сите три местни заедници на Шуто Оризари се расправаше за класичниот вид просење, а како посебна точка и појавата на италијанците. Отварам заедничка седница на трите местни заедници на ниво на Шуто Оризари и за денеска предлагам за дневен ред немила појава за заведување на децата во Италија на просење и крадење. А како втора точка просење во град како општа појава. Појавата на просење кај нас постои одамна. Поминувајќи секој ден по камениот мост во Скопје, сведоци сме на оваа немила појава. Но сепак, гледајќи ги полуголите деца или хендикепираните питачи, често оставаме некој динар. Сожалувањето и помага на оваа појава никаде и никогаш да не изумре. Многу родители сами се јавуваат во местните заедници во пријавување на своите малолетни деца со изјаснување не знае каде е или пак чуло наводно од некои други дека е украден, односно заведен и одеден во Италија на просење и слично. Но има и такви кои на еден одреден начин знаат и самите родители дека неговиот син или ќе замине во Италија на просење. Бидејќи темата на нашата емисија се италијанците, ние се упативме во населбата Драчево, каде што треба да се сретнеме со Аце Маџоски, единствениот повратник од Италија, кој се согласи да ни зборува за неговите доживувања додека бил во Италија. Това беше околу 18 април. Имаме договори да избегаме со Заим и Рифат. Но како да ви кажам сега, не договараме, лажеа, не обетува богатство големо, ќе се збогатиме, вика ќе живеете во фарма тамо. Ние ќе уживате само, ќе си имаме ние наш свој систем за работа. Не се кидате за тоа. И ние не водиме по диско клубови, по разни прилични места, кино, кафеани. И ние деца како деца си излагаме. И се договориме за другиот ден на 19 април да избегаме за Италија. По другиот ден мислам кога дојде, се договориме се чекаме по изградите тамо. Да ги чекаме ние, нив ги немаше. И со Горан се викам, мајке идеме кај мене, викам, чиме да не идеме. Тама дојдоме кај нас, почна да врне дошли и еве ги доаѓа Рифат, вика ај ки идеме, вика сега. Земавме ние некои поважни документи што се качиме во ладата, во сина лада, кај школата не чека, не изгледат на село Драчево. Се качиме и кола да се упати кон Скопје. И доаѓам дома, децата ги прашам, викам, деца, каде е брат ти? Мама вика, не знам каде. Дојде Миле, викам, Миле, каде е бе дето? Викам, го нема, дојде. Не знам, рече, бре, каде. И така тој, таа ноќ, оној каде има милиција да го јавим, викам, не јавувај, викам, некако. Да видиме, да не е тука нешто. Да нека некој другарче, викам, да дојде. Викам, го ќе дојде. И другиот ден и он си отиде на работа и јас си отидов. Вечерта доаѓаме, викам на децата, па викам, сине, дојде брат ти, нема врче, мама. И му викам на Милета, Миле, дај дојдеме, рекам, милиција да јавим, викам, да те окават иди. Отидуеме у милиција. Јавиме тамо и ќе дојдеме од работа. Немако. Еден ден доаѓам од работа, доаѓат малите деца.
Рече, мамо, знаеш, вика, што сме чули? Што мори сине? Бато е, вика, утепан, вика, и Горан, вика, на китка. Ој легна да спие, дојде од работа, така не можеше, легна да спие. И ја викнам колку што можам да плачам. Он вика, што си зинала, вика, како будала, вика, плачеш. Викам, ти, викам, си легна да спие, знаеш, викам, син ти дека на китка, викам, утепани си. Како рече утепани? Па викам, така, деца да каже, дека утепани си. Жената кој ми рече, 2 деца се утепани у китка, а тој Горан, другарчето што било со него што биле таму, и овој. 2 деца овие отишле, а 2 деца ми јавија дека у китка утепани. Јавно сум тоа си замислил дека моето дете е овој утепано. Јас сум морал да идам и да видам дали е вистина, дали не е. Додека не беше вистина. Примат идам у шутка. Имало некои други деца за зимање, ги земавме ни тие 2 деца, една жена со дете и едно девојче. Од таму фатиме такси, тој главниот такси фати да не пренесе до Приштина, да не однесе. Се качиме во 2 коли, донесе до Приштина, се семје таму и кај него нивни пријатели, преноќаме таа вечер и сега другиот ден се договориме, едни дијат со кола, едни со воз. Така јас со Заим, со воз се качиме, а Горан се качи со кола. Милиција ништо не носети, мислеа како да сме една фамилија, идеме на путување, на одмор. По пристигнувањето у Лјубљана има нивни пријатели, не чека на станицата. Зема со кола, донесува на рибарска насава Марковаc се вика. Тамо пиеме од ноќе, додека го најдоа тој Силван, што бил врската да не пренесе преку Италија, за Италија. Тогаш кога го најдоа Силван, дојде со кола, не зема и донеса крај обалата. Беше навечер, околу 11 сат, не замота у кебиње и не качија на бродот, на чамецот. По малце патување на чамец, пристигаме од Трст. Стражата, мислам, граничарите не ни забележаа ништо. Од таму одма се качи на воз и не однесоа до Наполи. Од Наполи одеме малце пешки, има тоа базата него, отидеме до базата него пешки. Не сместија во кампови, во приколици кампови. Све беше наоколу као базата. Базата беше наоколу све со кампови. Деца имаше многу од разни краеви на нашата земја. Од Скопје, од Врање, од Белград, од секаде имаше деца. Ние уште нас не ни кажува што ни бија работата. Дори тогаш, кога не сместија више, ни запретија дека више нема бегање од тука, дека он ќе ни биде татко, а Италија мајка. Вика, не учеа да се качуваме по улуци, како да крадеме. Ние не можеме да бегаме никако, ни претеа ќе не убијат со пиштоли. Целата база на главниот беше околена со бодликава жица, на секој ќош имаше куќија, не може да се избега. Исто така не тера и да им крадеме коли, да отвараме коли, без куќови да ги палиме и да ги носиме во базата. И они пози нас не следеа со друга кола, ако поминеме, ако мрднеме друг човек на друга страна, ќе не убиеа. Во логорот на главниот покрај машки имаше и женски. Тие ги тера или да крадат, или да прозат, или пак да спијат за пари со други уважени личности. Преко милиција, натаму, после јавив у вечер новости. Јавив Арена Загреб. И преко тоа, дето да се пронајде. И за тоа јас 29 дена. Јас сум нон-стоп секој сабале. Прво сум новина купувал, па после леп сум зимал да купам. Значи да прво видам што е работа, дали има нешто трага од детето. Сега да е мртво, да ми се јави. Да е живо, па да ми се јави. А додека мртво, ако знаеш, че ти однес еден ден, че знаеш бе мртво е. А уствари нема никаков одговор.
стигнаме тогаш во базата, кога не сместија во кампови, не стави да спиеме. Другиот сабајле, главниот застана на врата, отвори вратата и најлутено веќе сите надвор се ајде, идеме на работа. Ние кои излегаме како затвореници, како робијаши, не земаа со коли, кој синот да имаше повише синови, нивните работници ги зема разни деца, ги носе да крајат да просат. Мене ме зема и Гора ме зема главниот, но не се во Фоџа, во друг град, да крадеме и да просиме. Не остави пред вратане на куќе и вика, а пред тоа ни даде ливче во кој на него пишуваше кога ги помош за земјуташе во Црна Гора, кога и мало помош да даваат. Не остави пред на вратане на куќа, вика влезете сега во куќата, ако има некој вика, дајте личето и кога ги просите. Ако нема никој, скршите врата и плjačкате све. А ние на тоа се противевме и не те пазо шамари. И кога по некој време јавуваат у милиција, дека ги нашле у Италија. Ги нашле, доаѓам дома, од работа доаѓам, а Миле на работа, на прифатна. Доаѓа комшиката ми кажува, рече, Надо, знаеш што рече? Ама нема да си плакала, вика? Детето, вика, ти е најдено. Така поминаат дедови во таа базата, кога не слушаме, стално не гореа со цигари на раците. Леп не ни дава, слабо ни дава, кој ни дава го газа левот, па ни го дава да јадеме. Многу маки големи тргаме таму, па мораме да искористиме некоја шанса да избегаме. Така дојде една шанса, кога газата ја мареше керката, беа сите пијани, искористиме гужва и избегаме. Трчаме кон Наполи, кон железничката станица, стигнаме до тамо све трчајки, навече беше, стигнаме, се качиме воз, немаме пари за карта, идеме шверц. Кога стигнаме со вода до Риб, не фати контрола, така Горан го зема карабинерите, ја успеа да побегнам од контролата и Горан стигна еден ден пред мене во Југославија, се врати. И ја мораше да продолжам сам патот да се делам до Трст, така стигнам до Трст, од железничката станица идев пешки кон граничниот премин. Кога стигна до граничниот премин на царината на југославените и кажа дека ме принесоа луѓе, ме уче да крадат и они ме зема со нив, ме несоа во Љубљана во прифатилиштето, да дознаат од кај сум, да јават на родителите. И отиде у милиција, не рече, најдено ти детето, вика. Дите да си го земете. Доаѓа Миле, вика, Миле, знаеш што, викам, детето, викам, било Љубљана префалено, диш, да си го земеш. И ој вати да плаче. Кај да одам, рече сега. И идам за Љубљана. Има однесо, значи, веднак со школа, кај ја дечко приваталиште у Љубљана. Кога отиот тамо, ми кажат, вика, детето, вика, за мене сега. Сега за мене, вика, со авион. Кога он тоа отидува, овој доваќа. Истата ноќ, 11 сатот ноќ на време, тропа на врата. Ја викам, Боже, викам, да е Миле, викам, не е Миле. Кој ми тропа сега ноќ? А ја облечена, легна, облечена, стани, све така. Се не мислам, викам, живо да е, секи ми тропне, викам, мртво ќе ми го донесе. Тропне на врата и одно позади иде од кај спална и вика, мамо, отвори ми, вика, јас. Ја додека рипнав, деца враќа му на врата. Вати да се загрни од тоа дека да се баци, оно плачи, мие плачи, сите. Кога дојде оно утепан, ова вака сето струпкан, сето шугосан, шуга све. И се станав, болер уклучиме, си избања, другиот ден амбуланта однесаме да си мас. Цел месец така сум го лечила се со масата, снагата да му се очисти. Толку утепано, раците модри, утепано целото. Кога започни на работа, 3 месеца работеше. Самата работа и тој не му одеше. Значи не е детево како што треба, значи вака мислам дека има како една
повреда, може да кажемо, тамо. Оттама напушти, го запусти па у техника, граѓевина, па и со тамо за плочкар, керамичар. И работеше да е тоа, али не вреди, го влече нешто, зашто тоа е научено тамо за питачење и крадење у Италија. Сега на основа тоа, дали од тоа влече тие работи што е учено, дали па самото тоа го прави. И сам ја не може да знам. И за тоа, значи, и јас сам ја се и разболов, и жената, и јас. И денеска, значи, јас сум веќе у таква ситуација. Ево и оваа година сум бил 4-5 месеца у болница од тие матретирања, од тие такви работи. Оваа појава Градскиот секретаријат за внатрешни работи Скопје ја прати од незиниот зачеток. Малолетниците притиснати од таму од една страна да заработат што повеќе преку питачење и вршење на кривични дела, а од друга страна малтретирани од нивните, како што они викаат, газди, се изложени на улиците низ Италија и така често пати доаѓаат во сукоп со италијанската полиција. Тогаш кога италијанската полиција ќе приведе одредени малолетници, тие редовно ги депортираат до граничните премини до нашите власти, во Копар претежно и Сежана, а потоа од Копар и Сежана се пренесувани во воспитната установа во Љубљана, каде што од кога ќе се утврди идентитетот, се препраќаат преку Центарот за социјална работа до местото на живење. Така во текот на 1981-та и 1980-та година од нашето подрачје се депортирани 163 лица, меѓу кои 69 се малолетници. Слична судбина преживеа и малиот Бејзат. Пред 3 години тој исто така бил заведен и излажен од некој човек кој нему и на татко му им ветил дека малиот ќе работи кај негов пријател во Италија. Бејзат илегално бил префрлен преку граница. Дори таму сватил за што се работи. Тој, со ливче врака, одел од куќа до куќа и барал милост. Целата заработувачка газдата му ја собирал навечер. По 2-3 месеца малтретирање, тој успева да побегне. Денес тој собира старо железо и го продава во отпад, а освен тоа е запишан и во вечерно училиште. За социјални работи на град Скопје се одржа седница каде ние као Совет на собрание на местна заедница добивме записник и ги користам овие податоци што во Центарот за социјални на град Скопје пред неколку месеци преку органите од СВР Копар и Нова Горица и преку прифатилиштето во Љубљана приведени се 29 малолетници во возраст од 10 до 15 години, сите од ромска етничка припадност. И ваквата засилена активност, мислам на организаторот за приведување на ваквите деца, мислам дека зема од година на година се поголем замав. Акцијата наша као Совет на собрание на местна заедница и сите чинители, мислам е толку засилена исто така преку нашите подружници да се спречи оваа појава, а мислам дека има и потреба од засилено вработување на овие незапослени лица, односно семејства, што мислам дека и еден дел од ова вакво понашање на граѓаните.
на планот на превентивата навремено се запознавани сите фактори во градот, почнувајќи од местната заедница, училиштата, општинските собранија, па и градското собрание со информации за појавата и за последиците од кои се реперкуира на нашето подрачје. Од нивна страна беше даван допринос и треба и натаму да се дава на превентивен план. На планот на прогонот, Секретаријатот за внатрешни работи само во текот на 1982 година поднесе 10 кривични пријави до Општинското и Окружното јавно обвинителство против 15 лица. Постапката од овие кривични пријави за некои веќе е завршена и се осудени се наоѓаат на издржување на казна, а додека за некои постапката е во тек. По враќањето од Италија, Аце своите доживувања ги забележал во својот дневник. Во дневникот се забележани неговите најтешки денови во животот. Додека го прелистува дневникот и исечоците од весниците кои ја следеа судбината на неговото враќање дома, тој сигурно не е ни свесен на тогашните детски палавости. Но сепак, неговата авантура со другар му Горан Ристевски заврши среќно, без некои посериозни последици. Ова патолошка појава, ова негативна појава бележи стагнација и на добар пат сме да ја намалиме, а сигурно по можности да ја искорениме. Више, поради таа причина, више никад не би избегал во Италија, ни колку пари и милиарди да ми дават, више тој живот не би го живеал, тој кучешки живот, како се изразам. Судбината на Аце Маџовски е судбина на стотици деца од целата земја. Иако акцијата за спречување и искоренување на оваа немила појава е во полнек, сепак газдите и разните посредници наоѓаат начин да ги измамат родителите и да ги заведат децата на просење и кражба. Затоа и натаму останува отворено досието на италијанците, кое од ден на ден е се помалу и помалу. А судбините на овие деца ќе служат како поттик за позасилена борба против оваа појава.